Почитуван подпредседателе на Собранието, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност, сакам на почеток да истакнам дека пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата ќе гласаат за оваа интерпелација. Имаме обврска пред себе си преграѓаните да му застанеме на патот на башибозлукот и беззаконието кој од првиот ден го промовираат партиите од власта. Ако имаа барем трошка самопочит, ако сакаа барем малку да си го сочуваат образот, оваа интерпелација ќе дојдеше од пратениците на ВМРО-ДПМН. Каде е Денис Мицкоски повторно да порача? Никој не е на народот, законот и уставот. Ке има одговорност, ке има правда. Нели така самоуверено со полна уста ги уверувавте граѓаните дека ниту еден политичар нема да биде поштеден од политичка одговорност, дека секој кој ги работи спротивно на правилата и законот ќе одговара. Еве за само 2 месеци имаме серија скандали на власта предводена од Мицкоски и ВМРО-ДПМН, а одговорност нема за никого. Во опозиција секој обраќање и секој изјава започнува со одговорност, сега седнаа во удобни фотели и веднаш ВМРО-ДПМН ја смени плочата. Веднаш функционерите од власта станаа недопирливи. Сите честни, сите поштени. Знаете на што подсетува тоа? На 2016 година. По се што гледаме се враќа 2016 година и тоа на голема врата. Мицкоски и ВМРО-ДПМН во ништо не гледаат одговорност и кај никого од власта. Почитувани колеги пратеници, ајде поред. Прво, се случи тежок безбедносен инцидент на аеродромот Скопје на 1 август во 10 часот наутро. Шефот на обезбедувањето на председател на Собранието, по налог на председателот на Собранието, дошол на аеродромот, нападнал вработен на ТАФ и, внимавајте, нападнал полицаец, го турнал и се заканувал со пиштол. Спротивно на сите правила и прописи, како некој каубоец од Дивиот Запад, како сцена од вестерн филмови, значи шефот на обезбедувањето на председател на Собранието се става на законите, само затоа што било побарано председателката на Косово да помине скенер. Сега зошто ви тврдам дека се враќа 2016 година? Затоа што истото, како во времето на режимот на Груевски и Мјалков, МВР најпрво се обиде да го забошоти целиот случај, кој се случил рано сабањето околу 10 часот. МВР Тошковски не удостои јавноста со пресконференција за настанот. Си молчеа, зборен зуцнаа. Веста касно вечерта на 1 август прво ја објавија медиумите, па дури потоа, вечерта пред полнок МВР излезе со првична верзија со половична информација за настанот. Со денови сите молчеа, каква одговорност, какви бакрачи. Мицкоски замижа со двете очи. Си замолчи Белиот дворец, сите оние кои во минатото требало, не требало, секој не урла за некаква одговорност. Сега сите ги снема, занемеа, тотален молк. Дури откако темата се креа во јавноста и почнаа силни реакции, МВР под притисок на јавноста беше принудено нешто да направи и да соопшти што се случило. Шефот на обезбедувањето на председател на Собранието доби кривична пријава за загрозување на сигурноста и спречување на службено лице во вршено службено действие. Според пријавата, Синали на 1 август предплан е стигнал со возило со полициска ротација. Излегол во возилото и од појасот го извадил пиштолот. Го репетирал и повторно го вратил во појасот. А на полицискиот службеник од ПС за граничен премин меѓународен аеродром Скопје, кој извршувал работни задачи пред вратата на ВИП салонот, му се обратил на висок тон, го турнал наназад со двете раце и заканувајќи се, го спречил полицискиот службеник како службено лице во извршување на неговите службени действија. Се понесе дисциплинска постапка за шефот на обезбедувањето, но за политичка одговорност повторно молк. Толку. Иако во својот извештај Министерството на внатрешни работи констатираше дека обезбедувањето било незаконски испратено на аеродромот, со што одговорноста директно е насочи токму кон Гаши, кој давал наредба на обезбедувањето, затоа ви велам дека токму со ова ВМРО-ДПМН и Мицкоски требаше да бидат првите кои што ќе побараат одговорност за Гаши после оваа констатација на Министерството за внатрешни работи. Значи МВР, не Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, не опозицијата. МВР констатираше дека надвор од своите надлежности председателот на Собранието го испратил обезбедувањето на аеродромот, по што следувал инцидентот. И да, точно дека председател на Собранието нема надлежност да дава такви наредби. Обезбедувањето е под МВР, има началник и пред него одговараат. Прекршени се десетина правила. Од тука, повеќе од јасно дека политичка одговорност мора да има. Особено што во случајот инволвиран првиот човек на Собранието. Мицкоски имаше шанса да побара политичка одговорност. Сите вие пратениците од ВМРО-ДПМН
имавте шанса да побарате политичка одговорност. Но ништо од тоа. Си молчите. Човек да се запраша дали сте вие истите тие од период пред избори и сега откако сте во парламентот. Заборавивте на се. Си ги погазивте сите ветувања кои што ги давате преди изборите. Го слушаме вчера премиерот Мицкоски вели барањето одговорност било глупост. Каква глупост, господине Мицкоски? Да не беше трагично, ке беше смешно. А внимавајте, па во какви апсурди пак влегува министерот Тошковски. Наутро во извештај на МВР пишува дека имало незаконска наредба од Гаши, а вечерта Тошковски го брани дека немало основ за одговорност. Ете, колку малку требаше за целата јавност да се увери дека Мицкоски и ВМРО ДПМН со нив нема правда, нема одговорност. Повторно високите функционери ќе бидат заштитени како бели мечки. И јас ви уверувам дека додека се на власт, висок функционер нема да биде ниту обвинет, ниту притворен. Исто како што функционираше тандемот Груевски Мјалков. Нели секој функционер кој ќе се огреши, ќе одговараше. А мојот инцидент не беше единствениот скандал. Се случи скандал и по употребата службени возила на председател на собранието на свадба во Косово. Со службени возила оделе по невеста на Косово. Потоа се случи уште поголем скандал со минување на границата на Косово на сватовите на Гаши со приватни возила и без никаква контрола. Станува збор за тешка злоупотреба на граничниот премин Блаце и пропуштање на приватни возила и лица без контрола кои патувале во поворка заедно со Гаши и сватовите. Границата со Косово била отворена за службени возила на Гаши, но и за други приватни возила кои исто така биле дел од поворката по невестата. Сите возила на Гаши на неговото обезбедување и приватните возила биле пропуштени без никаква контрола. Никој не знае во тие возила што поминало, што се носило преку границата. Класична злоупотреба на граничен премин и прекршување на законите. И затоа се поставува прашањето дали ова граница воопшто постои, дали овој граничен премин воопшто постои после сите овие случувања на кои што сме сите сведоци. Под притисок на СДСМ, Панче Тошковски ги потврди сите објавени информации за скандалот со свадбата на поворката на Афрем Гаши и ги призна сите пропусти на граничниот премин Блаце. Наместо Тошковски и ВМРО ДПМН да се охрабрат, кога веќе секако беа фатени во скандалот и мораа да го признаат, тие се обидеа одговорноста да му натоварат на раководителот на смена на граничниот премин Блаце. Овој човек не е тој кој дал наредба да бидат пропуштени сватовите без контрола. Наим Рамука е човекот кој одобрил ваков излез од државата, а потоа и влез при враќање на поворката. Рамука кој токму Тошковски го поставил за началник на Центарот за гранични работи Север. Ова, почитувани колеги, почитувана македонска јавност, е партиски договор на ВМРО ДПМН и Влен и јасно е дека денеска зошто нема одговорност за началникот на граничниот премин, ниту за Тошковски кој го поставил, ниту за одговорноста кај председателот на собранието. И додека никој не одговара и не носи политичка одговорност, ВМРО ДПМН удри по полициските службеници кои работат на граничниот премин Блаце. Единствени казнети се полициските службеници со казни по процент на плата. Ова е тотална срамота. Последните во линијата на команда, тие се криви за се. За инцидентот на аеродромот вината ке извршителот, удривте по Самарот. За одговорноста на границата ке раководителот на смена удривте каде што ви е текна, само за да заштитите партискиот дел помеѓу ВМРО ДПМН и Влен. Какво лицемерие и лажење на граѓаните. Пред избори сите ќе одговараат, по избори пупу не важи. Никој од власта не одговара. Тоа е ВМРО ДПМН, почитувани граѓани, ќе биде уште полошо. Мицкоски е врајка неказнивоста на голема врата. Христијан Мицкоски е пропушти шансата да се одважи и да го смени Гаши. Само така ќе докажеше дека си стои на својот збор за одговорност на политичарите. Еве шанса за противниците од ВМРО ДПМН. Почитувани колеги, бидејќи тоа не го направија досега, еве нека гласаат денеска. А ако не гласаат, ниту Мицкоски, ниту ВМРО ДПМН немаат повеќе образ да прозиваат било кого. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да стои на страна. Бидете сигурни во тоа. Нема да ви дозволиме повторно да приватизирате државата. Почитувани, одговорност ќе има, сакале вие или не. Благодарам.